Граѓаните се уште се скептични за букирање на летни аранжмани, велат од туристичкиот сектор, и покрај најавите на надлежните дека Грција од 15 мај ги отвора границите за македонските туристи. Интерес има пред секај оние граѓани кои веќе ја примиле антиковид вакцината и кои се надеваат дека со приложен сертификат ќе може да летуваат на Егејското море. Најавено е од 15, меѓутоа мислам дека повеќето чекаат вистински да се види дека на 15 ќе може да се влезе, бидејќи ќе повторам пак искуството не научи дека мора да видиме на вистина дека тоа се случува. Минатата година требаше 15 мај, 15 јуни, 15 јули и така поминаа сите месеци, затоа мислам дека кога ќе се пушти вистински, кога луѓето некој веќе ќе отиде и ќе ја знае условите под кои што се поминува границата, дека веќе ќе биде полесно и ќе биде поедноставно. Туристичките работници се резервирани, се надеваат на успешна летна сезона, но стравуваат дека од септември повторно ќе се вратат на старите загуби со кои се бореа цела година. Летово ќе дојде полека, ќе се опуштат луѓето, ќе отидат негде, меѓутоа дали од септември ќе продолжат, дали ќе има нов бран, дали ќе заврши ова, дали ќе исполниме процентот на вакцинација, дали сето тоа е дали и со голем прашалник. Затоа ништо не можеме да кажеме како ќе биде и понатаму. Наше е сега да се посветиме колку можеме максимум летово да го изработиме за да можеме да покриеме дел од трошоците, да кажам, до цела година. Под правила и протоколи слични на оние од лани, со растојание меѓу лежалките, но без музика, Грција денеска ги отвори плажите. Рампите за странските туристи пак ќе се кренат на 15 мај. Во земјата ќе може да се влезе со потврда за примена било која од антиковид вакцините или со негативен PCR тест. Албанија и годинава ги отвори границите за сите туристи. Влезот во земјата исто како и лани ќе биде слободен и без ограничувања. И во Црнагора ќе може да се патува без PCR тестирање и без потврда за целосна имунизација. Со цел да привлечат голем број на туристи, тамошните власти одлучија да дозволат бесплатно лекување на сите странци, кои за време на престојот во земјата ќе се разболат од COVID-19. Туристичките агенции пак веќе нудат аранжмани за Турција и за Египет. И двете земји за влез бараат потврда за негативен PCR тест, а туристичките агенции веќе нудат и пакет аранжмани со вклучено бесплатно тестирање за патниците кои ќе уплатат летување во една од овие две земји. Што се однесува до подалечните дестинации, Израел како една од поатрактивните и покрај масовната имунизација на населението се уште е скептична за прием на странски туристи. Па така, ако сакате да патувате во оваа земја, прво ќе треба да побарате дозвола за влез и престој од тамошното МНР преку онлайн апликација. А на влез во земјата покрај приложениот сертификат за вакцинација, цариниците ќе ви побараат и потврда за негативен PCR тест не постар од 72 часа. Инаку сертификатите за комплетирана вакцинација граѓаните во земјава може да ги поддигнат од ординациите на матичните лекари. На нив е впишан специјален код како доказ дека лицето примило антиковид вакцина. Но пред да заминат во било која земја во странство, граѓаните за условите за влез и патување треба да се информираат преку сајтот на МНР, каде веќе има информации за влез и транзит во речиси сите земји од светот.